Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. А дискутираме за една работа која се актуализираше од минатата недела. Всушност, премиерот Мицковски ја отвори со неговата изјава или одговор на прашањето на пратеник околу можноста за поништување на линарниот модел на пензиите од страна на Уставен суд, што денеска беше повод пензионерите кои се залагаат за тоа да остане овој концепт на линарно зголемување на пензиите да се соберат пред Уставниот суд и како што изјавија, доколку овој денешен протест нема резултат, односно не вроди со плод, со нивните барања, да остане, да не се поништи, односно со други зборови, одлуката на Уставниот суд да биде таква која нема да го поништи, прецизно кажано, членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, инаку во јавноста познат како линеарно зголемување. Тогаш тие и на 10 декември ќе продолжеле да протестираат. Станува збор, значи, за таа одредба линеарно зголемување, за која судот уште еднаш се огласи, односно како што демантираше по изјавата на премиерот Мицковски, дека одлуката не е донесена, така и денеска со истиот одговор, упатен пак до пензионерите кои протестираа, воедно и до премиерот, а тоа е дека линеарното зголемување на пензиите не е укинато, туку дека всушност судот поведува постапка за оценување на уставноста и ќе испитува дали законското решение е оправдано и во доволна мера избалансирано. И би рекол дека можеби тука треба, затоа и темата е кој модел е праведен, да се дискутира всушност за тоа што е праведно, кој модел е правичен, избалансиран. Токму денеска исто така, особено во емисијата во ТЕК, дискутиравме за сите тие популарно наречени алатки, балансери, бадентери и така натаму, токму за обезбедување на правични, балансирани, немонополизирани решенија. Ако е тоа целта, тогаш можеби овие пензионери се во право, но можеби и не се во право. Со други зборови, едно е да се бара она што некој мисли дека му одговара, а друго е, ако веќе зборуваме за правично, за избалансирано, односно воопшто за правичност на моделот, каде што сите би биле еднакви. Судот во таа смисла би требал да се произнесе токму околу тоа и властите, извршната, значи подносителот, предлагачот и подносителот на законот, властите, законодавната и така натаму, би требало да бидат комплементарни и со судската по однос на овие и ваквите прашања, во смисла меѓусебно да се надополнуваат и да работат во интерес на народот. А ако веќе зборуваме за тоа да има закон и ред, значи, не што како некому му одговара, туку дали нешто е за добро на сите, за сите. Зато велам, може би се во право, може би не се во право, може би се другите во право и така натаму. Всушност, токму властите, како законодавната, така и судската, би требале да, особено кога носат предлог закони кои се однесуваат генерално на сите, дали станува збор за плати, за пензии, за било какви други придобивки или поволности, односно било што се однесува за граѓаните. Може да е тоа, предлог закон за олеснување на стамбеното прашање. Законодавецот имено ја има таа улога, ја има таа функција, треба да има и идејата, треба да биде и креативен, треба да го замисли тоа
да понуди решение, да речеме, како да им се овозможи на граѓаните да полесно да дојдат до свој покрив над главата, особено сега кога, да речеме, цените постојано растат. И сега некој може да протестира во интерес на тоа или против. Меѓутоа, судот, во случајот Уставниот суд, треба да ги процени околностите, колку сето тоа е во интерес на сите и доколку поднесувачот на предлагачот на законот направил одредени пропусти кои се косат со законот, со уставот, токму во онаа смисла во која што и Уставниот суд прецизира дека по однос на законот, односно овој член 2 од законот за измени и дополнување на закон за ПИО, пензиско-инвалидско осигурување, разгледува дали се продуцира, дали постои можност да се продуцира дискриминација по однос на износот на пензија, да се продуцира нееднаквост помеѓу примателите на пензии, дали има, значи, такви елементи, дали оние пензионери кои имале подолг работен стаж, повисоки уплати во пензискиот систем и повисока основица, добиваат помало зголемување на пензиите наспроти оние со пониски пензии и така натаму. Еве ова го образложуваат од Уставен суд. Значи сите оние евентуални пропусти, недоследности кои не би биле во интерес на сите. И во таа смисла велам, властите, особено кога работат законодавната, кога предлага, тука пак од друга страна судската, би требале навистина да бидат комплементарни, да се надополнуваат, за да се дојде до соодветно решение. Ако зборуваме за закон и ред, ако зборуваме за кој што како си прави, тогаш законодавецот може да си носи и да тврди ова е правично и така натаму, како што си тврди се едно, да речеме, или директорот на Фондот за пензиско инвалидско, тој е линеарно, тоа е правилно и праведно. Премиерот си тврди своje и така натаму, односно тој си тврди дека судот пак сака на штета, секој си го толкува како што си го толкува. Значи, воопшто не можеме да не станува збор за каква и да е комплементарност, дека некој има идеја, како за предлагач на законот, подносител, но дека потоа заеднички таа се разгледува со сите други фактори, вклучително и судската власт, која ќе укаже на одредени, да речеме, пропусти, па понатаму, ако ги има подносителот, предлагачот на законот, ќе го преработи тоа, ќе најде некоја друга формула по која треба во случајот да го пресметува покачувањето, каде што нема да има оштетен никој, да сите ќе бидат избалансирани и се ќе биде подеднакво во полза на граѓаните. Со други зборови, значи, токму наместо да секој си го толкува како што треба, затоа и постојат судовите, ако функционираат како што треба, да проценат и да пресудат како е, а не да си толкуваат. А тоа што ќе го проценат, тоа така е. И така би требало да биде. А тие треба во овој случај да проценат дали овој модел е, и тоа од многу поширока перспектива. Не само, тука се многу фактори во игра. Не е ниту само дали е, не знам, подобро за едни, подобро за други. Дали е подобро за сите во, не знам, вкупна сума. Сите земаат повеќе и така натаму. Туку колку е моделот реален, колку е одржлив, имајќи ги предвиди состојбите со ПИО. Сето тоа треба да се земе предвид. Дали сакаме пензија одржлива, а ако не е така, ако не е фондот во можност да се работи на други модели, ние го имаме и тој сооднос на колку мина работат за еден пензионер, па да се направат измени за да може да биде одржлив. Затоа велам, значи, треба да се земат сите параметри предвид, токму како што не убедуваат и за платата. Ајде покачете минимална плата или просечна, а не може сега, не е моментот.
А не е спорно воопшто, јасно, кој би бил против? Да ми покачат плата и да одам протестирам по тоа. Сакат да ми укинат. Судот уставен да ми укине покачувањето. Јасно дека секој од тие побуди би бил против. Ако на еден начин би добило повеќе, наспроти на друг начин, а тоа е судот да му го укине тој начин. Меѓутоа, ако тоа на подолги патеки би се одразило негативно, затоа судот треба ги земе предвид сите тие моменти колку е реален, одржлив и потоа да дојде до она колку е општествено праведен модел за сите. Кој би им овозможил на сите подеднакво и според тоа кој колку придонесувал во фондот и така натаму. Значи, одлуката да биде таква која конечно ќе им пружи сигурност и долгорочна стабилност на луѓето. Не е овие сега да земат, а потоа фондот да ни пропадне, да речеме. Значи, затоа треба и долгорочна и одржлива и слично. Ако може да земат и може и уште повеќе, дајте и уште повеќе. Но, велам, сите фактори да се земат предвид, кои како модел ќе понудат нешто што ќе биде и одржливо и долгорочно и во перспектива ќе може да им служи и на другите пензионери, а во исто време да биде и општествено праведен модел. Во секој случај, во таа смисла е и темата, што мислите вие, ако можеме да ги земеме сите овие фактори предвид. Не само низ она лична призма, затоа што генерално секој излегува за себе, никој не излегува за друг. Не протестира некој за некој друг. Туку низ она своја перспектива. Затоа и кажав, ако ми ја зголемат платата, па судот утре го укинува тоа, јасно е. Секој ќе излезе затоа што му пречи, зошто му се укине. Меѓутоа има многу моменти кои судот треба да ги земе предвид, повторно велам, ако и тој, како и што сите би требале функционираат според она единствено прифатлива клаузула, тоа е ред и закон. Истата цел, тоа што честопати го зборувам, тие би требале да ја имаат истата цел. Интересот на граѓаните, интересот на државата, а само начинот да ги разликува. И затоа се заедно. Тие кои се за ЕУ, таму се. Тие кои не се за ЕУ, не се. Или барем не се заедно. Значи, кој е за интерес на граѓаните, кој власта мисли на граѓаните, како да им ги зголеми пензиите, во ред, па треба да се консултира со судот, што мислите вие, па судот ќе процени и тој мисли за граѓаните. Ќе каже, овие се обесправени, ајде сменете го ова, да го коригираме. Ако функционира, кога би функционирало сето тоа така, според ред и закон, тогаш не би требало да има ниту дилеми, ниту сомнежи во добрите намери ниту на законодавците, ниту на судовите. А за жал ние имаме ситуација во која дискутираме кој кому ќе подметне. Кој мисли добро на народот, а кој сака да му направи лошо. И така можеме да мислиме за се. Значи, намерно не покачуваат ни минимална, ни просечна плата, ни ништо не прават, ни намерно се, затоа што не сакаат, си ги чуваат нашите пари и не сакаат да ни ги дадат, сакаат да не гледаат како живееме со овие примања кои ги имаме. 60-91-924-925, а не е така, нели? Тоа се телефонските броеви, тие се така и сигурно ако имаме некого на линија, еве, да го поздравиме и да ја отвориме официјално емисијата. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Се слушаме? Да, повелете. Така. Видете, ова кацарска правник е, судија. Размислува кај е Турка Македонија, 70% народот е незадоволен. Прво е незадоволен 78% кога покачија на елитата горе, кај беше кацарска да речи стоп, не може вака. Народот преќуте и модобри си ги зема дупло, фактички дупло платите ги качија. Никому ништо. Сега на сиромаштијата, ја би сакал да земам поише изошо, ама сакам и овај што е испод мене подолу и тој да живее треба. Да.
Сега удрија на сиромаштијата. Тие пак да земеле горе, сиромаштијава. Кој ја гледа? Па не знаеш што може да стане. Народот трпи, ќути, па преку глава му доваѓа од нив. Но таа е научена има тим изглед некој околу неја, тој тим вире уште од претходната власт да самовците и тие тука прават некои турбуленции, да стани некоја непријатност во државава, да дојдат до нови избори. Целата работа тука, ја така размислувам дека се мешка нешто, затоа што не можат овие да издржат во опозиција како мувине сега брчат, како мува без глава. Не знаат што прават и не знаат кај одат. И се паќаат за сламка. Се што се случува, се што од нив се случува. И овие од судот требаше да се проветри судот, да се протерат. Тие имаат досие внатре што суделе, кого суделе, какви нарачки правиле. Тоа требаше све да се протерат. Кој ќе влезеш ти во некој стан нов, мора да го подредиш, да наместиш па да почнеш да живееш во него. Времето ми отиде. Благодарам, поздрав, ете, ќе се слушаме и понатаму, сигурен сум, се надеваме за тоа да констатираме дека се наоѓа решение на општо добро. Повелете кој ни е следен. Добар ден, убав. Да, вие сте убав ден, повелете. Вака, ја ќе кажам во старт. Во право се и тие што барат линеарно и оние кои што барат процентуално. Меѓутоа треба да го најдеме каде е проблемот, да го решиме. Оние кои имаат минимални пензии, прво да видиме зашто имаат минимални пензии. Бидејќи меѓу нив некој, значи не им платил допринос, го оставил со 12, 15, 20 години, место да има 40 години стаж. Значи не му плата. Друго, значи самиот работник кој додека работел сакал да биде на минимално осигурен, а не оние средства да му ги давале на рака. Значи фактички сам е виновен зашто дошло до тоа. Значи има многу факти кои што тука значи учествуваат во сето тоа. Меѓутоа моје размислување е значи каков е законот. Значи Уставниот суд треба прво да го поништи законот, дали е во ред да биде процентуално, значи или треба да биде линеарно. Која е значи тоа да го прифати тој модел и да се оди на тоа. А ние сега желбите наши секако оној што има малце сака да му се зголеми, оној кој има многу да му се зголеми, уште повеќе, значи крај на ова не може да се најде, уште 100 години да преговараме. Меѓутоа ако сакаме да го решиме, треба за во идните генерации законот да се смени, сите да плаќаме значи исти допринос и еден ден кога ќе дојдеме пензионери да бидиме тие новите пензионери, тоа ќе има сите еднаква пензија, нема помала, нема поголема. А во оваа ситуација како што сега, ние на овој принцип, значи сме работеле, сме давале допринос, уназад што се вика како е створена бившата држава, па и сегашната држава. Значи некој, значи на време ако размислил поинаку, сигурно ќе нашиот модел да бидат позадоволни, а никога задоволни до крај. Но некогаш имаше многу голема блискост меѓу пензиите, меѓу платите, распонот не беше толку голем. И затоа сето тоа така се. Ви благодарам, поздрав до вас, добра вечер, кој ни е, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега, веќе трета недела пензионерите линеарно, законски. Не ми јасно зашто се волку разговори, дебати. Закон е закон. Ако е процентуално, е процентуално. Не може на некој му текнало линеарно сега. Што е тоа? Нормално. И сега, што одат луѓето на работа, на никој линеарно не му се покачува, на никој, апсолутно. Значи, секој си добива според тоа што си го работи, според бодови. Ние, пензионерите, сме го одработиле нашето, кој колку си оставил, толку ќе зима. Законски се пресметува тоа. Ја не знам што се овие дискусии, линеарно па линеарно. Какво линеарно? Не сме сите еднакви. Некој работел 10 години, уплаќал
примерно 20.000, јас сум работила 10 години, сум оплакала 30.000 и не можам сега јас идентично да земам со него. Значи, оваа тема треба да се стави ад акта, веќе да не се дискутира, да се постапува по закон и крај. Ако е процентуално законски, ника царска, ни никој не е крив тука. Никој, апсолутно вина нема никој. Како треба, така нека се пресметува. Законски, крај на програмата. Од мене толку, бидете поздравени. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добра вечер за следниот. Повелете, или добар ден. Ало, Повелете, се слушаме. добар ден, господин. Добар ден, да. Не знам видео како нема милосрдие. Аха. Како стари не викаат, тие што има сака да прима и никога па не се задоволни. Никогаш не се задоволни. Па нека има мало милосрдие сите вака сега. Сите оние кои работиле. Некои се snašli, имале партиско определено фамилија да се вработи во администрација, некој не може да се најде, а бил повреден од него, пошколован, пообразован, не може да се најде работа на повично место, на повично работа и така. Значи секој како према работа, тие некој се snašao веќе. И си имат према тоа. Значи пензијата се полно исконто додека работи човекот, додека работа, ама кој ќе не работи повеќе, кој ќе влезе пензија, ниту еден пензионер више не допринеси за пензијскиот фонд. И не значи дека оние кои плата се големи сега и процентуално на тие што земат голема плата или на помали. Значи никој не вложува пензионерите, ни со минимална штет, ни со повисока пензија. Так. Значи сите се еднакви. Оние што се го заработиле се snašли, негде не некој на штета на други, некој неправедно, праведно се snašли, си земале голема плата, си седеле по канцеларии или било каде, си земале голема плата и си земале голема пензија одма. Кој никој не ми ја зема тоа, се snašli готово. Меѓутоа сега кој ова состојба сепак е виновен пред парламентот што не донесува закон. Сега закон да го донесат, тоа има мнозинство, ВМРО имаше мнозинство, ја го поддржавам овој предлог на законот. Да бидеме милосрдни мало, сите да видиме ако на основа трошковите се подигнуваат пензијата. Можеме процентално да рашнеме трошковите поскапеле за овој месец 5%, не колку поскапеле, кошничката 500 денари поскапела, за сите поскапела 500 денари. Па нека има мало ЕСА повие што сакат имат големи пензии, па нека имат мало милосрдие, нема никакво чувство, немаме љубов према други. Видите колку сме ние граѓаните овде незадоволни, колку сме безобразни, колку сме расипани. Така кажа, нека ми опростат, ама нека видат мало. Ви благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Ало. Да, повелете, се слушаме. Добро вечер. Добра вечер, повелете. Еве како вообичаено да ве поздравам вас и да поздравам гледачите на Благодарам. телевизија. Возвраќаме сите. Милосрдие, човечност, види господине, ако си човек, ако имаш пензија и во комшијата зема 15.000 пензија, ти взимаш 30, па 5.000 можеш да му дадеш ако си добар човек. Милосрдија, значи тоа нема милосрдие, господин Исо. Тоа е законски. 40 години, види, Уставен суд прави сега добра работа, меѓутоа не направи добра работа за данокот, за солидарниот данок. Затоа што можеше да го направи исто како сега што го направи. Значи сега ќе направи дека линеарното зголемување не е законско, ќе премине во процентуално. Па не знаеме, одлуката не е донесена. Мислам, добро, јас така го мислам, го толкувам, не мора да се заспи. Не знаеме. Премиерот кажа дека е, но тие демантира. Јас знам дека е во процедура, господине, меѓутоа, зошто за данок, за солидарниот данок го донесува законот, го исклучија дека не бил законски и го вратија законот, го понистија. И сега треба државата да плати. Тоа договорено со тие што се одгоморило од државата што водат 50 милиони ќе ги поделат со фирмите кои давале солидарен данок. Тоа не е добро така. Ти господино што кажува, јас сум среден пензија околу 27.000, немам и 30. Меѓутоа, не е тоа за некој зима, брат, ми зима од 18.000 со 15 години. Јас од 35 години стар, имам 25, 10.000 повеќе. И сега што да правиме сега? Ајде да ги изедначиме. Ако е така, милосрдие, зошто доктор да зема 20.000 или оствари 200 или 150.000, нека зема докторот исто колку сестрата медицинска, нека се зголемува исто.
Ако платите се зголемуваат процентуално и пензиите ќе се зголемуваат процентуално, господин Исо. Поздрав. Так, поздрави до вас, благодарам. Од Уставен суд и денеска изјавија дека во теќе втората фаза од постапката во која се бараат мислења од доносителот и од предлагачите на законот. Значи, бараат нивни мислења, а токму по однос на тоа да утврдат колку испитувајќи го ова законско решение, колку истото е оправдано и во доволна мера избалансирано кон сите. И потенцира дека тоа е единствената работа и всушност во рамките на тоа дали се коси или не со Уставот, она што Уставниот суд го прави. Ниту финансискиот момент, кој колку како дава, туку токму таа избалансираност, рамноправност, тој социјален момент, односно еднаквост помеѓу примателите на пензија. Имајќи го предвиди она што го спомнав од Уставен суд, впрочем го наведуваат, а тоа е дали некои се во подредена ситуација со положба или не, да речеме помеѓу примателите на пензии кои имале подолг работен стаж во однос на оние и така натаму. Повелете. Господин Исо и почит кон. Почит до вас и поздрав, повелете, да. Господин Исо, кажете, да. Ало? Да, ве слушам. Господин Исо, да, јас овие протести на пензионерите ги подразбирам како протести на сиромасите, како протест на работничката класа, така ги подразбирам јас овие протести. Јас не знам зашто овие што имаат големи пензии, малку не се соберат, приберат и на некој начин да ги поддржат сиромасите. Не знам зошто, шо е работава. Народот така мисли и готово. Без разлика на формата линеарно или процентуално. Јасно. Одиме стално да се расправаме линеарно и процентуално, крај нема да има ова работа. Да. Таку, што се однесува до премиерот Мицкоски и Кацарска, тие се деривати на титоизмот. Ништо друго не се. Во Македонија се создава експлоататорска класа, која што не може да биде ни експлоататори. Не ги бива ни капиталисти да бидат. Мицкоски само прави лицемерие за да добие гласови, ништо друго не му е жал за народот. Тој само води клановски борби со другите од социјалдемократскиот или не знам кој други. Тоа е целата работа. Треба да се помогне на сиромашниот народ и ништо друго не е во прашање, да се помогне. Господин Исо, да не се прават добар и лош полицаец. Да не се прават. Тому е целта на Мицкоски. Зато ја уфрли и Ви благодараме, поздравувам. Па тоа би требала да е поентата, затоа и кажав ви во воведот, на тоа би требала и да работат властите, особено кога станува збор за вакви прашања, независно дали е, ете вие кажавте, дали моделот е процентуален, линеарен, така се нарекува или што и да е. Туку да се утврди колку е реален, праведен, избалансиран кон сите, одржлив на долги патеки, колкава значи има сигурност, стабилност и не мора да е ниту пропорциона, односно линеарен, процентуален, нека биде и некој трет модел. Некоја комбинација од двата модела, нешто што ќе се доработи, усоврши, велам, ако се коси со Уставот. Ако има делови кои се косат. Нека остане линеарен со тоа што ќе се коригираат работите кои се косат. Нека биде процентуален ако се коригираат работите кои ќе донесат, како што кажав, праведност, одржливост, избалансираност кон сите, еднаквост, кои ќе задржат стабилноста на системот, да не го преоптоварат пиом и така натаму. Или некој трет. Но тука затоа треба соработка, затоа идеја дава законодавецот, коментира судската власт,
И сега, ако се оди како што би требало да оди, тогаш би требало да оди на старата изрека, многу глави, па повеќе подобро мислат. Но дали тука некој воопшто мисли? А особено што сите тие се таму за да мислат за народот, за граѓаните и за државата. И тоа треба да има единствената цел. И не би требало воопшто да постои дилема дека нешто друго прават. А токму тоа и произлегува од нив. Со тие меѓусебни обвинувања, дека секој прави нешто на штета на народот. А што на крајот од краиштата е директно тогаш, ако е така, и злоупотреба на службената положба и овластување. Затоа што тие се во институции кои треба да прават точно определени конкретни постапки во интерес на државата и народот. И законодавната, и извршната, и судската. А не како ќе им текне, особено не на штета, што секако е против сите определени обврски на која и да е власт. Стриктно предвидено. Така да, ако работат она што им е во делот на задачите, тогаш треба да ја имаат заедничката цел пред себе, а тоа е како да направат подобро. Имаме идеја како власт, еве, подобро за пензиите. Повели што мислиш, ова ви е добро, но тука има проблем со ова. Ајде сега ќе го коригираме, видете го сега. Така треба да се соработува. И накрај заедно да се дојде до идеално решение, во кое заедно, наместо да се оди со директно импутирање на тоа дека секој се обидува да му подметне на својот народ, да се излезе со тоа дека заеднички сите седнавме и еве видете до што дојдовме. Направивме решение одлично. Не чинеше ни процентуално, ни линеарно, ни како и да е. Тоа е, затоа и кажа, во народот е познато, така се вика. Инаку станува збор член 2 закон за изменување. Правиме член 3А, Б, Б, В, со кој го дообјаснуваме ова, го регулираме и еве сега за сите да е во ред. Одлично, постигнавме договор и готово. Така да, тука доаѓаме ние навистина во дилема, во искушение, дали сега, значи се злоупотребува службената положба. Ако е овој судија, ќе донесе ваква пресуда, ако е друг, ќе донесе друга. Па не може да донесе друга. Судот треба да донесе единствено добра пресуда, единствено според законот. Законодавната власт исто така. Да прави најдобро, колку ако е Мицковски, толку знае да направи, ако знае некој друг, помалку може би знае, некој може би уште повеќе, но да прави добро. А не ова излегува, некој прави добро, а друг за инат нему, тоа го укинува, а трпи народот. Повелете. Добар ден. Поздрав да више до 3 за 4. Да, повелете, поздрав до вас, благодарам. Јас не сум савил одавна, да. ми спровицира да ви кажам нено од правен аспект. Да, повелете. Законот за пензиско и личко осигурање има член 2. Многу прецизно кажува дека пензиите не се зголемува линеарно. Втора работа. Зошто владата кога дојде многу дова не го укина подзаконскиот акт, тоа се вика подзаконски акт, за усогласување на пензиите 2022 година во март и во септември. Пошто овде се мешаат ингеренции на други институции, кај нас го одредува процентот Републичкиот завод за статистика по цените на мало, животните трошоци и просекот на личниот доход. Нема друго чаре. Ќе ви кажам зошто. На овие пензионери од 2019 година, или работници, или стечајци, му се даваше субвенции од страна на владата. Тука е одлуката на Христо Мицковски. Не може одлуката да биде појака од законот. Зошто не го кина Мицковски на собрание законот за усогласување на пензиите? Како можеш да му воли да поредува, да му дава појледарка? Чекайте бе. Како е тоа помош појледарка на пензиор ради цените на зголемување? Не. Овде треба си најди владата модус како што ја зголеме минималната плата, така треба да ја зголеми минималната пензија. Во тој контекст сакам да му укажам на владата и на овие сите луѓе. Никој не го оштетува. Само оштетени се оние кои имаат поголеми пензии.
Ќе ви кажам зашто. 5,5% беше во септември, 1.800 денари не ми сопре. Кај се тие пари? Ви благодарам многу. Благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Почитувам водителу, поздрав Тиме. Добра вечер, повелете, ве слушам. Здрави жив. Повелете. Вие спомнавте трета алтернатива, втора алтернатива. Да се најде најдобро за сите, тоа би требало да. Кај нас да се најде. Кај нас само може да се губи, почитам водителу. Како да се најде? Па еве ви жив пример е ова. Почитувам водителу. Интригаштвото на шпиц играчот и неговата чизма, гледате дека успева. Што направи? Раскол меѓу пензионерите. Тоа му е целта. И сега што друго? Не ја сега, оваа илјадаркава нема да ја повлечем, судот ќе ја повлечем. Типично за него. Интригаш. Почитувам водителу. Еднаш за секојаш треба да разбереме. Ја во една емисија спомнав. Ако вашиот родител додека студирал, јадел лепи маргарин за да успее во животот, дали ме разбирате? Да. И да после пишува научни трудови и помага на државата, и сега во оваа ситуација он да биде изедначен со некој што држал таму дуќанче 2 на 2, нити фискално давал, и 50% ги пријавувал и жена му и него, дали ме разбирате? Да. И сега му е мала пензијата. Ова е лакрдија, почитам водител. Има начин да се најде, ама не се сака. Знаете зашто? Затоа што интригашот вака сака. И за на крај, почитам водител. Ако е така, еве го 1 јануар, а овие сега што ќе идат, што ќе се внесат во пензија, и минатиот пат тоа го кажа, нека ги внесуваат сите подеднакво со 25.000 пензија стартна, еве ви го решението. На шо личи ова? Интригаштво невидено. Само раскол да се ствара во државата. Благодарам. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добра вечер. Добра вечер. Се слушаме, повелете. Сакам да кажам дека забега темата со пензионерите, а бога ми забегате вие као новинари и као телевизија. Вака ако наставите, не верувам дека и некој ќе доживее пензија, пошто со вакви коментари рекла казала, нигде нема да загураме. Значи државата се заснова врз основа на принципи, закони и устав. Ако законите не важат, не важи ништо. Јас тоа го кажа веднаш и еве уште еднаш ќе го кажам. Ако вие дадете во било која банка 1000 евра и јас дадам 10.000 евра, дали ќе добиете линеарно или процентуално колку е банката одредила, така? Добре. Фондот не е ничија својина. Така. Ја не знам, луѓе утре ќе дојдат со вакви однесувања, ќе дојдат и пред банки, ќе даваат закони, ќе предлагаат закони. Па, видите, има еден пензионер што кажува дека уште 2 години му фалело до 15 години. Имал 58 години. Еве јас ќе кажам, јас имам 58 години, ама имам 47 години стаж. Нека рачунам како имам. Јас 12 години не сум бил дома, додека он збори по телевизије и се бори за тие 2 години може да одработи и да сработи и пензија и се. Јас имам 47 години. Стаж 12 години од тие не сум бил. И нека престанат повеќе да ги малтретираат и војните лица и полицајците, пошто војните лица и полицајците некој бил еднаш или 2 пати, што се вика во војна наметната. Така. И се они тука се против школувале војни лица, школувале доктори, школувале професори, школувале ова, школувале она, тоа се забегани работи и мислам никаде нема да загурате со вакви теми. Не знам, што ви кажам, пријатно. Разочаран сум од луѓето што коментираат се и се што. Разочаран длабоко. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добра вечер. Повелете, дали имаме некого? Добра вечер. Дали се слушаме? Дали имаме некого? Повелете. Да, повелете. А еве сега добиваш некој вака... кажете. Ова е игра на власта, ДПМН-овска и интрига е ова. Овие со избегуваат на протести се све измеќари ВМРО-овски. Значи, ништо од нив нема фајде, изиграваат некои сојуз на синдикати, изиграваат некои фрајерице, све се ова ДПН манџа, готвена, запржена и све останато. Значи, јас лично бев за
линеарни пензии, усогласување на пензиите спрема инфлацијата и растот на цените. Ова нека не се радува дека има покачување. Ова е само усогласување, али нереално. Тој ми ги спомнува мене ланската година 5000 денари што ги дал линеарно, со овие 2000 што ќе завршат у април месец, ќе биле 7. Ајде бе мајката, помогу ти басма преварант. Значи, нити па многу најавам за оваа судикава, ако они сакаат да бидат толку добри, ќе мора да донесат закон каде што линеарното пресместување на согласувањето ќе беше со закон. Не со владина одлука да ми кажува тука да ми продаа басма, него си имаат они доволно пратеници таму за 80 гласа да изгласаат закон, затоа што парламентот го прави законот и уставот го менја парламентот. Што значи дека така ако се може да се пронижи така низикте ни уши, да му пројде работава и народот го сака. Не работа, го пропасти народот своја јадарка, што ја даде овој пат и у април што ја даде другата јадарка. Го пропасти, поздрав. Благодарам, поздрави до вас. Од Уставен суд известуваат дека нема да ги преиспитуваат одредбите кои ги опфаќаат зголемувањата на пензиите по 2500 денари кои беа исплатени во септември 24 и март 25, односно вкупно 5000. И имено при носење одлука секако, кој ако не друг законодавецот, судската власт и слично, она што спомнав, требале да имаат секако предвид дали на општеството, на луѓето, на државата им се обезбедува и, односно не се доведува во дестабилизација, дали се одржува сигурноста и се обезбедува долгорочна стабилност. Само за, едноставна математика, оти беа спомнати тие 5000 денари, два пати по 2500, за кои Уставен се произнесе, како што прочитав, дека нема да ги преиспитува. Колку да изгледа, малку по човек, сепак станува збор за огромна сума пари, која особено за државата како нашата, не е далеко од беззначајна. А велам проста математика, 5000 денари се 80 евра. По човек, по пензионер. По 300.000, само од тие 60.000 да не ги рачунаме. Па се 2 милиарди и 400.000 евра. Што значи со тие 60.000 преку 3 милиарди. Што е било преку 40% од буџетот за следнава година, што е. Од 6,7 милиарди. Значи, во таа смисла, во таа пропорција, тие 5000 денари чинат колку половина буџет од овој најновиот, рекордно високиот. Значи, не е занемарливо. Затоа, велам, треба да се земат сите фактори предвид. Токму таа, велам, долгорочна стабилност и сигурност. Секако со еднаквост и слично. Не е да се загрози, земал човек плата и цела, слушам во автобус, зборува двајца млади, сега плата кога ќе земам, се е во обложувалница. И комбинации кажува. Да, може да добие, најверојатно е тоа одличен рецепт за нови проблеми, за се да загуби. Значи да се води сметка и на тоа, дали тоа ќе го оптовари, колку ќе го оптовари буџетот. Односно државата воопшто, затоа кажав, зошто се одговорите, не може минимална, не било време, не може просечна и така натаму. Не ви даваме пари, а еве ги чуваме, имаме. Тоа е пресметката како ќе се одрази на економијата на сето тоа. 1000 денари тука по човек, на милиони толку, се сериозни пари. Повелете, добар ден, добра вечер, седно. Сакам да кажам, треба да се води сметка за се. Ако е и власта, и која и да е сериозна, посветена. Имаме ли некого? Повелете, добра вечер. Дали јас сум Да, вие сте, повелете. Благодарам. Молам. Вака, прво, дали Уставниот суд одлучува поединачно
Или одлучува со гласање после представката. Се расправат, одлучуваат со гласање. Да, соопштуваат дека е така. Така соопштија. Ама не одлучува еден судија. Така би требало да биде сега да како. Па тогаш зашто само касарка ставаат во уста? Таа известувач, а не дека таа ја донела одлуката. И ако не е донесена. Ако е по постапка процедура, би требало да е комисиски, односно да. Што знам, Уставниот суд одлучува со гласање. И зошто тогаш, ако има премиерот нешто спроти незе, нека оди, нека се расправа со неа, а не нас јавно нека не нервира, што каже човекот вака, ако ние цел живот за пензија изборуваме, нема да можеме да работиме. А на крај краева, како може да биде линеарно кога процентуално се одбивало? Кога тој вработениот одбивал процентуално, одбивал поголем процент од оној што зимал помала плата. И не само за пензија, повеќе одбивал за здравство. А може би ниту еднаш не отишол на лекар. За водостопанство, за електростопанство, за образование, за земјоделие. Таму за полно дејности се одбива, а не само за пензија. Значи, вложува во целото општество повеќе. А сега, кога треба да земе пензија, да земе помалку или исто со оној што одвојувал помалку. Или воопшто, ја не исполнувам услови, јас да чијчле сум одвојувала. Сега јас да имам право исто со оној што пола од неговиот труд го вложил, го дал на државата во средства. Каде е таа правдина? По секоја логика, тоа е обратно пропорционално. Значи, тогаш и мене нека ми дадат пензија, што ако не исполнувам услови? И тоа просечна, не најмала. Како може да биде така тоа? Процентуално или линеарно? Па како одбивале, така ќе си добиваат. Како што спомна човекот за банката. Ајде да ставиме различна сума, а утре да земе иста. Може ли така? Навистина, премиерот прво прави раздор меѓу пензионерите, раздор во правосудството и општо во општеството. Значи сите сме нервозни. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздрав. До вас, повелете, добра вечер. Повелете, дали имаме некого? Дали се слушаме? Повелете, добра вечер. Добар ден, почитувам. Добар ден, повелете, да, се слушаме. Поздрав до телевизија 24. Ви благодарам, поздрав. Па, видете, господјата Кацарска секако дека е над уставот и над законот, таа што ќе каже, таа секогаш е во право, беше во право повеќе наврати и за уставобранителите и за случајот познат со нашиот сега шеик од Муртино. Значи, во право се овие од СДС и Левица кои го напаѓаат премиерот, затоа што тие се нашата црвена буржуазија со најскапи станови, највисоки пензии, а тоа се потврди кога се гласаше во вториот изборен круг на локалните, каде гласовите за Герасимовски во центар, значи најскапата, најбогатата населба во Македонија, се поклопија со гласовите на Амар Мециновиќ. Затоа и Апасиев нема став конкретно. Иначе за се има ставови, ама за ова гледате, Апасиев нема став. Затоа што ќе си ги каже и рокчината, не? Сега законот за пензиско инвалидско осигурување интервенирано е во повеќе наврати кај членот 37 и тоа е предмет на одлучување на уставот. Иначе, ако го гледате уставот, членот 35, социјалните права на граѓаните, там убаво стои. Секој граѓанин има право на социјална сигурност согласно начело на социјална праведност. И пазете сега, линеарното покачување на пензиите, кое го усвои собранието, највисокиот законодавен дом, не спаѓа според Кацарска и според навивачите на СДС и Левица, не спаѓа во социјална сигурност, не спаѓа во социјална праведност. А меѓутоа тоа е добро да ги знаеме кои се ставовите и од кои се, затоа што цело време ни зборуваат за европски вредности, а во Европа, ако имате повеќе имот, како што има црвената буржуазија, дури го губите правото и на пензија, тоа не ви го кажуват, дури да сте плаќале придонеси за тоа. Ајде ќе збораме во следна прилика повеќе за. Благодарам секако, ве поздравувам. Добра вечер, повелете. Имаме ли време или сме на крајот? Да, се чини дека веќе така истекува времето за оваа наша средба. Тече времето и да видиме поднос на одлуката на Уставен суд, каква ќе биде, но во секој случај имавме навистина различни мислења поднос на оваа тема, за и против и помеѓу и така натаму. Со други зборови би се кажало избалансирано навистина. И добро е што е така, слушнавме ставови од сите аспекти,
И така би требало да работат и сите столба комплементарно во власта, судска, извршна и така натаму, да ги изложат сите аргументи за и против и да ја донесат најдобрата одлука за граѓаните, за општеството, за државата. И така и тие ќе добиваат само и на доверба и со право. Тоа ќе биде. Ви благодараме за нашите разговори кои ги имавме. Ви посакувам пријатна вечер. Довидување.